Добро дојдовте на каналот Античка литература. Јас сум Даниела Тошева. Денес ќе се запознаеме со првата жена, создавањето на првата жена во хеленската книжевност. Значи ќе ја видиме приказната во најстарите книжевни текстови и ќе видиме што значи синтагмата убавото зло. Останете тука. Најстарите текстови во хеленската книжевност во кои се зборува за создавањето на првата жена се еповите Теогонија и Дела и дни на Хесиод, кој е епски поет од архајскиот период, значи живее во 7 век пред нова ера. Тој за создавањето на првата смртничка вели дека е пема мега тхнетојси, голема беда за смртните, и дека е какон, зло, преправено во подарок што му е даден на човечкиот род по волја на богот Зевс. Според тоа се добива представа дека на почетокот човечкиот род бил составен само од мажи кои пред да се појави оваа жена или жените општо ниту старееле, ниту умирале, ниту се разболувале, ниту претрпувале некакви маки. Првата жена просто била создадена за да биде казнето човештвото поради огнот што го украл титанот Прометеј, човеколюбецот, филантропос Прометеј, за да им го даде на луѓето. И со создавањето на првата жена, всушност, се означува крајот на овој период на среќа и на изобилство. Со нејзиното појавување, човечкиот род веќе почнува да старе, да боледува, да страда и да дочекува смрт. И иако и во двата епа создавањето на првата жена е причината за бедата на човештвото, сепак приказната си има различна цел и поинако наравоучение, значи има поинаков контекст приказната. Ајде да видиме која е таа прва жена. Станува збор за Пандора, чие име значи дарувана со се. Пан во грчкиот значи се, Дора значи дарови. Но таа е и дарувана од сите богови истовремено, така што оправдано го носи своето име Пандора. Може да кажеме дека Пандора е инкарнација на божицата Афродита, која што е божица на убавината и на телесната љубов. Така барем ни укажуваат текстовите на Хесиод. Значи во Дела и дни Харитите, Хорите, Пейтон, кои што се вообичаени придружнички на божицата Афродита, овдека ја облекуваат и ја китат Пандора со златен ланец и со цветен венец. Така што кога читаме, наративот ни ги поттикнува сетилото за вид и за мирис, бидејќи изобилува со приказ на сјајни предмети и на цвеќиња. Во Теогонија исто така е нагласена облеката на Пандора и тоа потсетува на вообичаениот приказ на божицата Афродита. Се извинувам, во архајската поезија. Исто како Афродита, така и Пандора е неодолива, но го носи негативниот призвук, затоа ја нарекува калон какон, убавото зло. Да ги видиме подетално приказите. Пред да ги погледнеме текстовите, да ја видиме оваа илустрација од ваза, каде што е насликано создавањето на Пандора од страна на олимписките богови. Ова е прилично популарен момент од хеленската митологија. Пандора е во средината, таа стои како да е статуа и таков впечаток добиваме и од текстот на Хесиод. Од десната страна, кога гледаме, е Афродита која треба да ја стави венец. Од лева страна е богот Арес, богот на војната, облечен во полна воена опрема, и позади Афродита со трозабецот го гледаме богот Посейдон, богот на морињата. Почнуваме со текстовите сега, со Теогонија, кој е прилично долг извадок. Вака вели Хесиод: што меѓу луѓе ја виде, тој искрата огнена сјајна, неволја, вратка за огнот, тој веднаш за луѓето створи. Веднаш ќопавецот славен по совет на синот од Кронос измеси тогај од земја, подобие на девојка чедна, незе ја закити, вседев на руба и појаси врза, божица Атена, потем низ лице и превес испушти, мајсторско дело од нејзини раце за гледање чудо.
венчиња привлечни, љубки од росно расцутено цвеќе околу главата нејна и стави Атена Паллада. Потем и круна од злато врзглава и кладе, круната лично ја скова со опитните негови раце, славниот куцоног бог, татка да угоди Зевса. На неа ставил многобројни резби, чудо за очи, зверови разновидни, што копно ги храни и море, многу од нив беше сковал, милина блескаше бескрај, права чудесија, налик се чини, живи се, зборат. Зевс, штом замена стокми, преубавал зло спроти добро, тој си ја одведе таму, кај седеа богои и луѓе, китена од сејнооката ќерка на божески татко. Чудо ги обзеде бесмртните бози и луѓето смртни, штом ја здогледаа таа неизбежна замка за луѓе. Женскиот понежен пол од неа потекло влече. Изданок нејзин се родот на племето погубно женско, големо зло што се всели во светот на мажите смртни. Не споделуваат со нив немаштија, туку се раскош, исто ко пчелите што си ги хранат во улишта скрити своите трутој, а тие за лоши дела се знаат. Првиве цел ден се мачат, се дори не зајде сонце, ката ден така се грижат за бел да создадат восок. Другите внатре, в покриени кошари, лежат чекајки, туѓиот труд да го жнеат, та вмеот свој да си го голтнат. Светот на смртните мажи, Зевс громовникот вишен, посади зло такво исто, створ женски, кој знае за бељи само. За добро, во замена зло, уште едно им даде, тој што од женачка бега, а и од женската беља, одбил и да се жени, ке навлезе в погубна старост, старечка нега му треба, а не е баш страден за лебец, дури е жив, но умрели, имотот му станува плен за далечна рода. Онему, брак што му дарила судба, сопруга грижлива, добра и с разум здрав ако има, зло тој со добро ке мери, додека векот го тера. Ако пак некому жена, со незгодна нарав се падне, цел живот скрб неутешна в градите свој ќе има и ќе ја носи во душа, а лек за неволјата нема. Го слушнавте извадокот од Теогонија и овде, ако забележавте, првата жена се уште не се именува. Таа е само алатка со која Зевс го казнува човеколюбецот Прометеј. Прометеј покажува непочитување кон Зевс, кон власта, бидејќи на жртвувањата што ги правеле луѓето за боговите, тој им ги принел на боговите коските од жртвеното животно, додека на луѓето им го оставил месото. Коските ги замоткал во нешто за да не види богот, да го измами. Меѓутоа Зевс гледа се, така што ја препознал измамата и го казнува Прометеј посредно со тоа што го одзема огнот од луѓето, кои многу ги сака, нели? Прометеј се побунтувал повторно против власта, крадејќи го огнот и им го вратил на луѓето. Тогаш Зевс повторно го казнува Прометеј, пак преку човечкиот род, но овој пат со создавање на она што го нема кај луѓето, а тоа е жената. Затоа Хесиод во Теогонија во 590 стих вели женскиот понежен пол од неа потекло влече. Зевс побарал од Хефајс да направи жена од земја и од вода. Намерата му била да ги казни луѓето со тоа што ќе им даде нешто што тие ќе го примат со задоволство, но истото нешто ќе ги води кон сопствената беда. И во овој еп, украсувањето на првата жена, во незиното украсување, учествуваат само божицата Атена и богот Хефајст, кој е богот мајстор. Неколку пати е нагласено дека таа е чудесија, на грчки тхаума, а за незиното создавање се употребува еден глагол теухин, што значи изработува, но често се користи за да се укаже на изработка на предмети што предизвикуваат очудување. Таква е и првата жена, предмет достоен за очудување, како што се и многу такви предмети опишани во книжевноста. Таа не само што нема име, туку нема ни глас.
не действува и се добива впечаток дека е уметничко дело, статуа, како што можевте да видите и на илустрацијата претходно, која како да е лишена од човечки особини. Значи, на некој начин таа е објективизирана, а незината улога на овој свет е да му прави друштво на мажот на старост. Ништо не се зборува за улогата на жената во репродукцијата. А на оваа слика овде, која што се разбира е современа, ја гледаме Пандора над Питосот. Значи, приказната за Пандорината кутија е подоцнежна. Таа не доаѓа со кутија, туку доаѓа со еден керамички сад, Питос, кој ги содржи сите неволи. Во Дела и дни имаме една малку поинаква приказна. Сега ќе ви ја прочитам и ќе коментирам по тоа. Вака вели: Јапетов сине, тоа е Прометеј, од сите што итрини најмногу знаеш, радост е што огнот го открадна и ме измами мене. Несреќа тоа е твоја и за родот на луѓето идни. Заради огнот јас зло ќе им дарам, на кое што тие радосни в срцето свое гостопримство ќе му дадат. Рече, та прсна во смеја на смртните татко им Божи, славниот Хефаист го викна и заповед веднаш му даде. Земја со вода да смеша, што човечки глас ќе има, потоа сила, алика на Божица вечна да има, прелестна става на мома, па нарача потем на Тена, знаење да и дари на шарен разбој да ткае, златната пак Афродита со милости облеа глава, јадовен ламтеш и вдахна и скрб што подсекува нозе. А на гласникот Божји, на арголбиецот Хермес, нарача зазорен ум да и даде и лукава нарав. Рече тој, бозите му се подчинија на синот Кронов, славниот куцонок бог од земја направи веднаш, според Зевсовата желба, подобие на мома смерна. Појас и одежда красна и даде се еноока Атена, потем харитите неизе и господарката Пейтхо, гердани и ставија златни, а хорите субави кадри, венци од пролетни цветој и кладоа наглава неизе. Снагата с украси разни и украси палада Атена. В градите внатре и всади арголбиецот гласник, лажни и ласкави зборој и уште лукава нара, тоа е Хермес, направи се според волја на Зевс громовникот и гласникот Божји даде, а потем и име Пандора, оти бозите сите на Олимп што живеат вишен, дар и дарија, покор за луѓето лебец што јадат. Мамката тешка и клета што Зевс ја приврши веќе, тогаш кај Епиметеја го прати брзиот гласник, арголбиецот славен од бозите дар да му носи. Изуми Епиметеј, Прометејот и нему му рече, дар од Зевс да не прима, туку веднаш да му го врати. Некакво зло да не никне за луѓето смртни од тоа. Дарот штом враце го прими, тој спозна зло дека стекнал. Родоите човечки напред живееја сегде на земја, настрана од секаква беда и далеч од тегоби мачни и од болести тешки што кера на луѓето ги дала. Ако забележавте, во Дела и дни, приказната за Пандора има поинакво наравоучение, но во основа овде се нагласува важноста да се слуша авторитетот. Значи, во духот на општиот тон на целиот еп, Хесиот укажува што ќе се случи ако не се слушаат поуките од братот. Како што и неговиот брат, например, Персес, постапил. Затоа Зевс ја праќа Пандора на земјата и му ја дава за жена на Епиметеј. Тоа е братот на Прометеј, кој што не се спомнува во Теогонија, например. И во создавањето на Пандора учествуваат повеќе богови. Хефаист ја прави, како што се прави статуа, но имаме разлика, овој пат додава човечки глас. Така што првата жена добива повеќе човечки карактеристики отколку во Теогонија. Атена и дава вештина да ткае на разбој, Афродита ја дарува со милости и со убавини, Хермес ја прави лукава,
а придружничките на Афродита, Харитите и Петхо ја прават уште попривлечна и заводлива. И така опремена, таа го добива името Пандора, соодветно на даровите што ги добива. И станува моќно оружје на Зевсовата одмазда. Го мами Епиметеј, чие име е име што зборува, значи непромислениот, кој ја зел за жена и покрај тоа што бил предупреден од својот брат Прометеј, чие име значи промислениот, го предупредил да не прима подароци од Зевс. Иако Хесиод не кажува зошто Епиметеј заборавил или можеби занемарил, се предпоставува дека тој толку бил обземен од убавината на Пандора, што едноставно заборавил на предупредувањето. Пандора носи на земјата еден ќуп, питос, што го видовме на претходните слайдови, во кој се наоѓале сите зла што го уништуваат човештвото. Таа го отворила питосот, само што стигнала на земјата и ги пуштила сите зла надвор. Сепак, велат, останала надежта, Елпис, бидејќи таква била желбата на Зевс. Но Хесиод не кажува зошто Пандора го сторила ова. Во подоцнежните верзии на приказната се вели дека Пандора имала кутија Пиксида, како што гледаме на оваа илустрација, која што е од модерно време. И според тоа е создадена познатата приказна за Пандорината кутија. На Пандора и била дадена кутијата, но и било забрането да ја отвори. На крајот, љубопитноста на Пандора била толку голема што таа не издржала и ја отворила кутијата, пуштајќи го сето зло надвор по грешка. Оваа верзија наведува дека наравот на Пандора е многу посложен, бидејќи излегува на видело незината љубопитност, непослушност, можеби недостаток на самоконтрола. Проклетството на женскиот род, тоест потомките на Пандора, е предизвикано од незината природа, подарена од боговите. Таа е неодолива, мажот Епиметеј не може да ја одбие, но истовремено е љубопитна, ја отвара Пиксидата со злото. Во Теогонија се гледа дека жените и покрај проклетството што го носат со себе, тие се нужно зло за мажот да не биде сам на старост. Значи, тие се нега за грижа и нега на старост. Во основа се негира најзначајната улога на жената во општеството во кое доминираат мажите. Тоа е незината улога во репродуктивниот процес. Значи, овие приказни покажуваат зошто мажот се плаши од жената која што треба да биде подвластена. Значи, во епот, видовте и во едниот и во другиот, немаме никакви референции за сексуалноста, ниту за репродукцијата. Пандора не е мајка, ниту Епиметеј е татко, или пак воопшто мажот. Пандора нема мајка, ниту татко. Таа е дело на боговите, настаната без физичка репродукција. Од друга страна, нарацијата во Теогонија во голема мера се однесува на репродукцијата на боговите од кои се создава универзумот, ако фатите да го читате целиот еп Теогонија. Тоа што Пандора е создадена временски по мажот, не коинцидира со женскиот принцип, например, затоа што Хесиод раскажува како на почетокот од неутралниот хаос се создава прво Гаја, тоа е земјата, дом безбеден, вечен, на сите бесмртни бози што седат на врхој на снежниот Олимп. Тоа е извадок од Теогонија. Која го раѓа Уран, Уран е небото, машкиот принцип, а остатокот во голема мера е создаден од нивното општење. Со создавањето на Пандора се зацврстува конечно разликата меѓу луѓето и боговите и тоа е раскинување и отцепување од светот на боговите, а самата е направена според ликот на боговите, на божиците, не на боговите. Тоа беше се за денешната
видео презентација, лекција. Се надевам дека ви се разјаснија работите која е првата жена и како е представена кај Хесиот.